Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувана публика, добродојдовте во Гласот на народот. Како што ветив и еве денеска го реализирам апропо минатата емисија кога говоревме за и околу испраните милиарди македонски народни пари во туѓи странски банки кои не фаќаат мула, тие убаво работат и се оплодуваат, но за други економии, само Македонија не. И затоа решив денеска, заедно со моите соговорници, кои верувам, 100% ќе го заташат вашето внимание. Темата ја дефинираме каде течат, протекуваат испраните пари од Македонија. Чест и задоволство ми е што вечера ќе бидеме заедно со Кирил Миновски, поранешен министер за финансии. Добро вечер и добродојдовте. Добро вечер. И професор доктор Томе Неновски, поранешен заменик гувернер на Македонија. Добро вечер и добродојдовте, професоре. Добро вечер. Како што спомнав, темата протече и беше заедничка од сите тројца, а пропо минатата емисија за која говоревме за и околу перењето на пари или одливањето на милиардите од Македонија во овие изминати 30 на години, со оглед дека, ако ми дозволите двајцата, може само за еден вовед, еден телевизиски избор, ако ми дозволите, тоа е околу 2 минути, што ќе биде еден шлагворд, еден увертира за нашата вечерашна емисија. Можеме, нели? Одиме со ТВ избор. Да се воведе давачка од 0,5% при вадење кеш од банка. На тој начин ќе се демотивираат граѓаните да користат готовина, со што ќе се намали сивата економија. Ова е еден од предлозите на даночните експерти, кои сметаат дека корупцијата се прави со кеш пари, а државата губи милиони по основна даночно затајување. Според предлогот, при подигање кеш од 10.000 денари, процентот за државата би бил 50 денари, но на милион денари ќе треба да се плати 5.000 денари. Значи, ако плаќате во трансакцијска смисла со парични картички, банкарски и така натаму, да немате данок, но ако сакате со парите во джеб да заминете од банките, прво да платите 0,5, не банкарска провизија, за државата е тоа. 0,5, па понатаму да ги демотивираме вадењата на парите од финансискиот систем, односно да стануваат неноминирани, понатаму да не знаеме за кои цели се даваат, дали за корупција и така натаму и така натаму. Согласно Преспанскиот договор, кога ќе се отвори поглавието по ова прашање за влез во Унијата, ќе мора да се заменат и парите со Северна во следните 5 години. Кога би се случила целосната замена, се уште е рано да се каже, затоа што поглавието за економска и монетарна политика се уште не е отворено, велат од Народната банка. Гацов порачува, при печатењето на новите пари, истите да се номинираат, за да се знае од каде потекнуваат. Ова е идеален момент кога ќе се менуваат во банките, да ги номинираме, кој ги донел, од каде му се, да ги декларира, да му ги провериме да ночите пријави во управата за јавни приходи, во катастарот, на сите бази на податци да видиме кој од каде донел пари и дали му се легал. Според проценките, околу 30% од бруто домашниот производ отпаѓаат на сива економија. Во бројки тоа би значило дека 4,3 милиарди евра се црни пари. Ако се легализираат државата годишно по основна даночни приходи, би имала дополнителни 795 милиони евра. Со овие пари воопшто ќе нема потреба да се задолжува. Иако ветувањата на секоја власт е дека ќе се справи, ниту една не презела сериозни мерки за формализирање на даночното затајување. Интересно, во секој случај, како вовед, професор Неновски веќе со вас спомна господ Гацов дека доколку се одбележат парите во времето кога ќе се менуваат, ќе дојдеме во трага по тие пари кои се еве лондри или перни пари или да се види трагата, патот на парите. Што би додале? Дали можеме да дојдеме до вистинскиот правец на ваквите пари?
Тоа е преудицирано и би рекол преагресивно отварање или размислување како би може речено нервирање на парите да означиме кои се. Станува збор за огромна сума на пари кои се наоѓаат во прек, како денари, меѓутоа и како во разни валути, долари, франци, евра и така натаму. Премногу тешко ќе биде да таа замена речете, ајде вие докажете од кај ви се парите во изминатите години од вашиот живот. Кој тоа ќе го прави? Банкарската администрација или нека нова администрација? Едноставно, тоа за мене барем ова ситуација изгледа дека е неизводливо. Тоа numeri. Ние ќе имаме еден процес сега на замена на парите кој ќе се случува во престојниот период. Две причини. Првата причина е што ние, ако веќе се официализира двојазичноста во Македонија, ќе мораме да ги мениме имињата на нашите пари. Нели да пишеме двојазично на парите. Вториот предизвик ќе биде од кога ќе го отвориме, дај Боже да го отвориме, ако ќе го отвориме некој поглавието економија и монетарна политика во разговорите со Европската унија, ние ќе мораме да додаваме на нашите банкноти и име кое што е прифатено во преговорите со Република Србија, Грција. Спрема тоа, сериозен процес треба да подлежи замена на парите. Јас се сеќам, имавме во 90-те години 3 пати менување на парите. Тоа не е така едноставно. Прво самото печатење, наоѓање на дизајни, бои, на сите тие технички потреби кои што треба парите да ги содржат и писмата кои што треба да ги содржат. Што значи дека самиот процес ќе трае. И затоа не се брза. Материјално и да не се најдеме во ваква ситуација како сега што сме во ситуација со пасош и други патни исправи кои што граѓаните не можат да добијат, па не можат ни парите да ги заменат. Замислите да некој биде вратен затоа што не може да досеже кај му се парите. Ќе биде страшно во тоа време. За сега толку. Јас само ќе ме замолам за разбирање, молам само ако ми дозволите рече, молел дали можеме еден джингл или можеме еден джингл и да се вратиме веднаш во студиото за да дефинираме во фонд нешто се појави во рамките на Skype конекцијата. Може еден джингл. Подолгиот джингл, ве молам. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Почитувани, со оглед дека одиме на таа тема што навистина доста задира во општествениот поредок и нашето битисоње, имајќи факт дека минатата емисија спомнавме дека има преку 20, апроксимација 15-20 милиарди евра или еквивалентно од долари беа изнесени од Македонија. Косминовски, вие бевте поранешен и исто така и директор на УЈП, меѓутоа министер за финанси. Дали се погрешни информациите или сум прав, во вистински правец? Многу е тешко да се даде прецизна бројка, меѓутоа постојат меѓународни институции кои што се бават со перењето на пари и со овие трансакции кои што настануваат, нелегални трансакции. Според една од тие организации, тоа е Global Finance Integrity, така се вика, правени се проценки за Македонија во временскиот период некаде од 2003-2004 година до 2013 се смета дека во тој временски период само во период од 10 години се изнесени преку 5 милиарди евра. Доколку се земе преди целокупниот период на независност, значи од 90-та година, знаеме во 90-тите години дека имавме криминална транзиција во која што имото 20 милиарди долари беше приватизиран за 2 милиарди за не знам, околу 200-300 милиони или не знам долари беа собрани официјално во тој процес на приватизација. Понатаму имавме ембарго, тоа значи дека тој процес на изнесување на средства се одвива уште во тој временски период. Ако па го анализираме временскиот период после 2013 година, ако го видиме обемот на бруто домашниот производ, оние што се проекции во однос на големината на сивата економија, веќе стана збори во прилогот, сметам дека
и не е толку зачудувачка таа сума, таа бројка. Тоа значи дека се работи за огромни средства, огромни финансиски средства кои што се наоѓаат надвор од државата, по странски банки, во офшор дестинации или на други места, меѓутоа од нив ние како Република Македонија не можеме да имаме никаква полза. Во однос на овие идеи, во однос на ограничувањето на готовината, мислам дека имавме и во претходниот период, уште во времето на Тевдовски, истите овие советници дава некои слични идеи, меѓутоа дел од овие предлози мислам дека се апсолутно неприменливи. Постојат институции кои што се бават со потекло на имот, со потекло на пари, можеби треба да се направи некое зајакнување на законската регулатива, меѓутоа лесно може да се направи проценка и преку управата за јавни приходи и преку катастарот во однос на проценката на имотот, за да се види потеклото на парите или трагата на парите, дали некој сразмерно или несразмерно го зголемил тој имот. Така да државата има институции, има закони, меѓутоа треба истите да функционираат. Тоа што сите го говорат, еден од главните проблеми кај нас е нефункционирањето на институциите. Тука е главниот проблем, кој што создава услови за префрлање на капитал надвор од државата, меѓутоа и за влез на црн капитал во земјата. Професоре, што ќе додадете вие? Многу се согласувам крстиме податоците, информациите за имотната состојба на поединците во земјава, да видиме кој колку куќи, станови, земјишта и така натаму има, и па да видиме колкава сума на пари се движела низ неговите сметки банкарски во текот на некој изминат одреден период. Па да оцениме дали тие пари се чисти, легално сработени, па така ги заработил куќите, становите и така натаму, или пак се нечисти, односно перени пари, кои што може би презегуват од сивната економија, па тогаш да знаеме какви мерки да преземеме против одредени поединци или институции, односно правни лица во земјата. Но тоа е исто така еден сериозен процес за кој што треба да размисли следната престојната влада со ангажирање на сите институции, со сите расположливи податоци и со нивно вкрстено анализирање. Господиновски, неказнивоста е закон во Македонија, светиња. Имаме 7 години во кои Македонија од 8 септември до 2016, исправете ме 2017, беше задолжена, професор Недновски за вас исто содесува, околу 4,5 милиарди долари, а од 2016 кроз 17 до денеска имаме дупло, а немаме никакви капитални инвестиции, немаме ништо. Што ќе додадете врз сето ова и конечно, ако буџетот за овие 7 години по 5-6 милиарди евра, тоа се околу 25-6 милиарди евра. А немаме никаква развојна политика или инвестиција. Па што ви додал? Ја доста говорев на оваа тема од проста причина што за време на овојот мандат имаше протести поврзани со задолжување, па дури и Ману имаше, се појавуваше со еден калкулатор на долгот и говореше за презадолженоста на македонската економија во 2016 година. Гледаме дека во меѓу време изгледа калкулаторот не функционира веќе. Се расипа. Така да во услови кога имаме екстремно поголема задолженост, во овој временски период не постои никаква реакција или многу благи реакции од страна на јавноста и од страна на стручната јавност. Во меѓувреме, доколку се анализира што е направено во овој временски период, немаме некои видливи резултати, доколку се следат и податоците кои што ни ги дава и Светската банка, гледаме дека и во услови кога се споредуваме со регионалните економии, ние сме по однос на растот на бруто домашниот производ многу поназад од сите во регионот, што покажува дека дури во вакви услови, независно од сите екстерни шокови со кои што се соочува македонската економија, ние покажуваме несоодветни перформанси. Најдобри примери се овие инвестиции во поглед на овие коридори кои што треба да бидат изградени, автопатиштата, каде што гледаме дека и после 7 години не може да се изгради автопатот Кичево-Охрид, исто така гледаме стагнација во однос на изградбата на железничките коридори, многу малку е направено и во однос на енергетските капацитети, заради тоа што она што се најавува како инвестиции во соларни панели, во кои што државата нема никакво учество, ако станува збор за јавни добра, заради тоа што сонцето, ветерот и на некој начин се јавни добра кои што ни припаѓаат на сите нас. Државата, освен што издава лиценции, каде што имаме инвеститор кој што поставува соларни панели, генерално нема никаква додадена вредност
на сето тоа што се прави од страна на тие инвеститори кои што беа најавувани како стратешки. Професор Леновски? Нова тема, јас овие денови имав неколку средби со разни пријатели, колеги и разговаравме во врска точно за ова прашање. И отприлика мојата констатација се сведува на следното. Во изминатите 6-7 години буџетот на Република Македонија достигна некаде, вие рековте 26 милиарди, меѓутоа можеби 28 па и нешто преку милиарди евра. Во исто време за тие 6-7 години ние не можеме по патиштата да одиме да најдеме повторувам, еден изграден километар нов автопат. Има некои крпења на стари автопати, како оној до Беле што трае 10 години, за Охрид да не зборувам. Значи немаме инфраструктура, железницата е сосема замрена, значи никакви инвестиции. Имаме руинирано здравство, руинирано образование, руинирано правосудство. Каде отидаа парите? Се поставува прашањето. Јас би рекол дека пари во Македонија, во Република Македонија има. Прашањето е каде се тие пари. И некако доаѓам до констатација дека имаме неколку всушност застрашувачки последици од сето ова што ни се случува во изминатиот период. Првата е дека имаме ние рекордна задолженост на земјата, која што не води на нивото некаде на висока задолженост, која некаде пристига 75-6% од бруто домашниот производ. Во исто време имаме растечка сиромаштија. Како може при толку пари кои што ги има Македонија да имаме растечка сиромаштија која што според анализите на релевантни институции достига до 600.000 семејства да живеат со 200 денари просечно дневно или 70.000 лица или семејства или како беше тоа да живеат со 60 денари и со 1 евро дневно. Па каде се парите? И тука доаѓаме до повторно поставување на прашањето дали се испрани, каде се наоѓаат. Тоа е огромна сума на пари со 28 милиарди евра, ние сме можеле цела Македонија отново да ја изградиме. Едноставно парите оделе или во джепови, во странство, некаде во домашните канали за кои што ќе зборуваме, така да во однос на развојот не можеме да зборуваме. Во однос на сиромаштијата, да, и во однос на презадолженоста на земјата, да. Тоа е она што ни се случува и тоа е она со што ќе се соочуваат идните наши генерации. Како да дојдеме до вистинската информација кај се парите? Дали може тие пари да се ги користат тие што ги украдаа со еден збор, не можеме друга форма да употреби, тоа е кражба, чиста кражба. Не беа позајмени, тие се пари украдени од народот и смрзнати се во странски банки. Па, сметам дека немаат никаков проблем да ги користат тие парични средства, кои што се изнесени од надвор, со оглед на тоа дека постојат така наречени даночни раеви, во кои што се носат тие пари и потоа се перат. Со можно преку банкарски сметки, отварање на банкарски сметки во странски банки, непречено може да ги користат тие средства. Постојат се разбира начини, значи постојат повеќе иницијативи во рамките на Интерпол, постојат и други иницијативи кои што се и регионални иницијативи на Европската унија за намалување на корупцијата. Преку проактивна соработка во овие иницијативи, преку размена на информации со пријателски држави, сметам дека може да се дојдат до определени податоци во однос на овие средства кои што се изнесени надвор од државата. Веќе видовме дека имаше и повеќе случаеви, повеќе афери на протекување на информации од одредени даночни раеви, како што беа Panama Papers, каде што имаше исто така македонски државјани, имавме случаи со протекување на информации од швајцарски банки, каде што повторно имаше лица кои што се државјани на Македонија, така да постојат определени сознанија, определени информации, треба да се најдат соодветни инструменти, определени држави користеле дури инструменти во кои што од Лихтенштеин, например, Сојузна република Германија успева по своји канали да добие информации за нејзини државјани кои што имале сметки и потоа преку даночните органи на соодветен начин се постапува и може да се иницира враќање на тие средства. Во правец на елиминирање на овие можности, секако од големо значење и дигитализацијата. Во делот на дигитализација, ако многу се говори, ништо не е направено овие 7 години. Тоа значи дека комплетно креирање на бази на податоци кои што помеѓу себе ќе комуницираат, ќе се разменуваат информации константно од различити органи, со што ќе се сигнализира на соодветен начин доколку постои
некаков, значи, постојат определени ризични групи или имаме несразмерно зголемување на имотот на определени лица, во тој случај на овој начин многу лесно може истите да бидат идентификувани. Значи, во суштина треба да се зајакнат тие процеси на комуникација меѓу институциите, треба да се работи нели на она што Европска унија од нас го бара, а тоа е првото поглавје владење на правото, меѓутоа исто така и јакнење на тие практики на управување со ризици, што се во суштина на превенирањето на оваквите состојби. Прекрасно. Само нешто, значи, треба да се тргни по трагата на парите. Ако ние денеска слушаме дека за Рек Битола ќе треба да се дадат колку беа 100 милиони евра за ископ, тие треба да стигнат на нивната сметка. И од која ќе стигнат би требало да се тргни по трагата на тоа каде ќе одат тие пари. Дали ќе одат за купување само на јаглен, дали за плати, дали за механизација, или 30-40 милиони ќе одат некаде кај што можеме да предпоставиме кај ќе одат. Тоа е истото и со другите некои, молам. Тука може режија да одиме со таа изјава, да видиме зашто се е акцентирано кај се наменети тие средства од Рек Битола. Одиме со изјавата на Александар Николовски. Имало 3 понудувачи и не е избран најефтиниот понудувач, туку е избран поскапиот понудувач. Па јавно прашувам, каде одат овие 30%? Дали одат само кај Борче Марковски или одат и во структурите на власта од највисоко до најниско? Прашувам кој се од власта планира да се опари од овој криминален тендер? Кој се од власта планира да има силен личен финансиски интерес од овој тендер? 46 милиони евра нова корупција на заминување. Двајцата, ќе да заврши професорот или можете? Завршите, професоре, вие. 36 милиона беше за првиот тендер. Денеска кажуваат дека го објавиле јавниот оглас за ископ за не знам колкава количина 1 милион и 300 илјади тони јаглен во вредност од 100 милиони евра. Значи вредноста на она што се случува во Рек е катастрофално висока. И каде ќе одат тие пари? Таа вредност е за 30% повисока од најниската следна цена. А ние велиме во тендерите треба да одиме по прв критериум најниска цена. И овде е за 30% повисока цената. Одма се поставува прашањето: дали парите завршуваат таму каде што вообичаено се вели во сите извештаи на странските финансиски институции, па и на нашата антикорупцијска комисија, дали парите завршуваат во коруптивните канали или ќе завршуваат во коруптивните канали. Али неведнаш нова да надоврзиме следно прашање: како ако се изнесуваат од земјата, оти во земјата не ги гледаме? Ги кријат ли во џепови, во чорапи, во фотели, кревети, така натаму постели, или со торби ги носат преку граница? Дали имаме контрола на излезот на нашите граѓани преку границата? Станува збор за огромна сума на пари. Колегата Миновски спомна 5 милиарди некои евра. Може би се и повеќе. Тоа е голема сума на пари. Ако мене ме фатат со 5000 евра на границата, излезам, одма ќе се крени прашина во земјата, па и кривична одговорност. А овде се милиарди во прашање. И треба, повторно велам, да тргнеме по трагата на парите. Каде се однесени? И уште нешто да кажам. Перењето на пари се спречува само на влезот во финансиските институции. Таму можете да ги откриете. Ако не ги откриете во влезот во финансиските институции, тогаш веќе тие ќе бегат од земјата, ќе се кријат на некои други места и таму ќе се перат. Па што да кажеме за овој тендер? Имаше повеќе тендери кои што се поврзани со Рек Битола, со ископи, каде што енормни суми на пари беа вложени во надворешни компании, економски оператори кои што прават ископ. Доколку се анализираат износите кои што се дадени во изминативе години, за тој износ на пари можеше да се купи на лизинг механизација, па тоа само да го прави Рек Битола, зашто ќе беа заштедени огромни суми на средства. Во однос на трагата на парите, уште еднаш треба да се истакне дека во однос на идентификувањето на криминалот, сметам дека ние располагаме со доволно ресурси, човечки ресурси, обучени луѓе кои што можат лесно да ја пронајдат трагата на парите, меѓутоа
треба да добијат она што се кажува во некој сленг кој што го користиме, да добијат одврзани раце, значи да се овозможи непречено институциите да функционираат на начин во кој што тие нема да добиваат ограничувања од опрени центри на моќ и ги спречува, кои што ги спречуваат во непречено спроведување на истрагата. Понатаму, доколку се докаже некој криминал, тој истиот треба да биде процесиран и соодветна судска постапка, а ние гледаме дека довербата во судството е сведена на по 4%. Тоа се, значи, целиот, да кажеме, систем кој што треба да го гони и да го докаже криминалот, базира пред се на човечки фактор, на влијание на центри на моќ и на во моментов можеме да кажеме на еден руиниран систем на вредности. Значи ние пред се треба да го вратиме системот на вредностите, заради тоа што во сите институции постои некој етички кодекс, да се акцентира значењето на тој етички кодекс во превенцијата на овој криминал. Во однос на следењето на трагите на парите, кажав дека многу е битна соработка со меѓународни организации, со меѓународни финансиски институции кои што веќе имаат такви иницијативи во поглед на државите кои што се прогласени за даночни раеви, така да целта и на едно глобално ниво е да се намали обемот на овие пари кои што доаѓаат од некои црни канали кои што често пати се користат и за финансирање на трговија со дрога, за организиран криминал и други нелегални активности. Тоа е од суштествено значење, значи таа соработка е од суштествено значење и треба да се најде, да се направи некоја стратегија во која што ќе се дае некаква иницијатива тие пари што се изнесени да се вратат во државата, заради тоа што на овој начин ние во континуитет се задолжуваме, повторно се изнесуваат пари, а парите кои што се изнесени немаме начин, немаме методологија како да ги вратиме во државата и да ги ставиме во функција на економскиот развој, заради тоа што гледаме дека имаме 600.000 луѓе кои што живеат со 3 дома. Тоа ја го стимулира иселувањето, креира демографски проблеми, демографијата влијае врз економијата, така да живееме во еден маѓепсан круг кој што мораме да го решиме. Мораме да тргнеме пред се, мислам дека клучното прашање е системот на вредности и градењето на независни институции. Професор Неновски, спомнате 600.000 семејства кои живеат со 200 дена или 3 евра, 3,5 евра. Од друга ситуација беше спомнато дека Македонија е вистински рај, како што спомнал господин Миновски, и за ова лондриман и исправни пари. Дали и тоа во една прилика слушав еден експерт, за финансиски експерт, вели брзите кредити, коцкарниците, казината, што се еновно акцентирани во овие особено 7 години, е вистински модус како се перат пари во Македонија. Дали е тоа вистинската дефиниција дека брзите кредити и казината, односно коцкарниците, наместо фирми, компании и се тоа, производствени капацитети? Ќе одговорам на тоа прашање, но само да се надоврзам со две реченици на она што колегата Миновски го кажуваше во однос на постојање на институции кои што треба да водат сметка за перењето пари, заштита, односно спречување на перење на пари. Ние повеќе години наназад имаме, порано се викаше агенција, сега се вика управа за спречување перење на пари и финансирање тероризам. Тоа е веќе таа институција е формирана со законот за спречување перење на пари пред 2 години во 2002 година. Меѓутоа, дали ние сме чуле некаква силна активност од таа институција? Што се случува на толкав излез на пари кои што го немаме ние во процесот на општествената репродукција во државата во Република Македонија. Друго е да кажете некој испрал 5.000, 10.000 евра. Меѓутоа да се исперат 5-6 милиарди евра, тоа е веќе некоја силна бројка која што велам има исклучително силно значење за развојот на економијата, за подобрување на животниот стандард и така натаму. И сега прашањето беше за овие 600.000, нели? Дали како тие се покриват? Веројатно многу цврсто поврзана тема со перењето на пари е сивата економија. А сивата економија во најголем дел се финансира со готови пари во оптек. Готовите пари во оптек, наместо да ги скратуваме, да ги смалуваме во однос на нивната количина и на тој начин да спречуваме сивата економија, ние ја поттикнуваме. Брзите кредити тоа значат. Значи одите, има реклами по телевизиите. 60.000 вчера, завчера слушам 200.000 денари за една минута.
А тие се неевидентирани во процесот на платниот промет, се користат за разни плаќања. Какви се тие плаќања, никој не знае освен собственикот на тие пари, меѓутоа тоа зголемува сумата на готови пари во оптек. И со самото тоа, готовите пари во оптек мислам, може би ќе покријат некој дел од сиромаштијата, но во целина, на нивото на националната економија создаваат проблем. Проблемот е што имаме растечка сива економија која е нелојална конкуренција на она официјална економија која што имаме ние во земјата. Според тоа, треба и на тоа да се мисли, особено малце се загрижив јас деновиве кога слушам од актуелната власт дека ќе одобрувале да се плаќаат плати на оние привремено вработени, во готово, во плик. Па ние одамна го надминавме тој систем на плаќање, наместо да одиме на дигитален систем на плаќање, на безготовински систем на плаќање, за намалување на големината на готовите пари во оптек, со самото тоа смалување обемот на сивата економија, ние свесно ја потикнуваме сивата економија. Некако во економијава ни се случуваат и во политиката некои нелогични активности. Околу токму тие брзи кредити и казината, коцкарници се едно обележено Македонија, особено во 7 години. Кај во однос на брзите кредити, мислам дека се работи за финансиски друштва кои што се регистрирани и кои што ги контролираат, чие што работење го контролира Министерството за финансии. Во однос на казината и коцкарниците се работи за една, да кажеме, индустрија која што има голем промет, официјално е негде 600-700 милиони евра. Колкав дел од тие парични средства се од реални играчи, а колкав дел се работи за пари кои што доаѓаат од надвор или од делот на сивата економија, тоа не може со сигурност да се утврди. Неопходно е се разбира и таму да се зајакнат тие контролни механизми, за да се следи трагата на тие пари, заради тоа што и државата мора да го контролира тој бизнис многу посериозно, заради тоа што толкова енормна експанзија на тие коцкарници на брзи кредити влијаат негативно генерално и на самото општество, заради тоа што имаме луѓе кои што влегуваат во тие во спирала на долгови кои што креира други социјални понатаму проблеми, раздорени семејства, задолжени луѓе, поттикнување на криминал, така дестабилизација на државата во секој случај. Од тој аспект сметам дека малце треба посериозно да биде државата во однос на регулирање на тој сегмент и дури јас сум приврзаник за државата мора да има удел во секоја лиценца. Заради тоа што на тој начин ќе има подобра контрола на работењето. Во моментот државата е лиценцен орган кој што издава лиценци со исклучок на оние дејности каде што имаме онлайн игри на среќа, во останатите државата само издава лиценци по определени критериуми. Државата мора да биде партнер, да учествува во собственичката структура, за да може на посоодветен начин да ги контролира овие бизниси. Така. На годишно ниво сивата економија, професор Неновски, господин Миновски, е околу 38%. Тоа е голема бројка. На годишно ниво, тоа значи колку клинички центри може да се направат, колку нови училишта. Имав можност со вашата колешка Илиевска да разговарам на оваа тема и децидно спомна. Значи, околу 4 клинички центри можевме да градиме на годишно ниво со 38% од сивата економија. Како да се заозди овој штетен моментум на таа сива економија? Па, веќе споменавме дека или нека иде професорот, професоре, повелете. Пред малце ги спомнавме коцкарниците, казината и така натаму. Јас само да нагласам дека нема анализа, нема стручен труд во светски рамки, а јас тоа го знам затоа што порано сум пишувал на оваа тема во меѓународни списанија. Значи нема труд во кој не се нагласува дека едно од позначајните жаришта на перењето на пари се казината и коцкарниците.
на наедноставен начин може да се исперат нелегално заработените пари. Вие важно влегувате во казиното, никој не ви бара податок за потеклото на парите, излегувате со готови некои пари кои што ги заработувате таму во рамките на казиното, заработувате тоа во наводници, оставам се разбира, и излегувате веќе со чисто испрани пари. На тоа и тоа како треба да обрнуваме соодветно влијание. Иначе, во однос на сивата економија, последниот податок што јас барем го знам, се движи некаде дека кај на сивата економија е околу 33% од бруто домашниот производ на земјата. И да речеме, ако тоа е сега од прилика, значи тоа апроксимативно го велам, ако е тоа 12 милиарди евра, 33% на 11 нешто милиарди евра чинат околу 4 милиарди, околу 4 милиарди евра. Тоа би била сивата економија во Македонија. Па сега, ставете соодветен процент на данокот на додадена вредност, ќе добиете дека околу 800 милиони евра се губат од каналите на даночниот систем во земјата, односно 800 милиони не влегуваат годишно во буџетот на Република Македонија и се повратно заради тоа ние мораме да се задолжуваме во странство со високи камати и да со сите оние последици што задолжувањето ги чини за нашите идни генерации. Сивата економија подолго време е голем проблем за земјата. Наназад праќајќи се, ние во 90-тите години имавме и 50% сива економија. Меѓутоа, со тек на време, посебно во средината на првата декада од овој век, со мерки на тогашната владеачка структура, почна да се намалува тој процент, па дури го донесовме некаде до дури безмалку под 20%. Меѓутоа, после тоа постапно почна да се многу во наводници либерализира економското битисување во земјата, се дозволуваат нерегистрирани дејности во земјата и сивата економија повторно ни расти и доаѓа преку 33%. Тоа е многу висок процент. Ваков процент во источноевропските земји порано имаше, сега веќе нема. Тоа значи, треба да се ангажираме. Секаде што гледаме дека има сива економија, да речеме, имате механичарски работилници, пазанечиски работилници, угостителски ресторани, кафани, туризам, секаде што се плаќа во готово, сето тоа да се регулира. И тука имавме на регулатива, меѓутоа во последниве години властите ја елиминираат таа регулатива. Свесно, несвесно, намерно, ненамерно, не сакам да кажам, иако имам своje мислење за тоа. Меѓутоа, сивата економија растечки, рапидно се зголемува нагоре и ни создава нелојална конкуренција. А во сивата економија има силно перење на пари, а во силното перење на пари има и силна корупција. Неновски, прекрасна конекција направи професор Неновски. Имам некои сознани информации, вели јас не давам данок на државата, дам на поглавицата на партијата. Се мисли на таа партија која е симпатично е корупцијата, симпатично е таа аванта, тој рушвет и така натаму. Како да ја зауздиме? Суштината е во она што го говориме, значи во функционирањето на институциите. Ние имаме законски прописи кои што не се почитуваат. Во делот на сивата економија клучна улога имаат инспекцијските органи пред управата за јавни приходи. Значи, она што е карактеристично во последниве неколку години е што гледаме дека масовно имаме неиздавање на фискални сметки. Тоа е, значи, на сите оние места каде што имаме готовински плаќања, се користат готови пари, не се издаваат фискални сметки, значи неопходна е посериозна контрола. Суштината е повторно во она што го говоревме, во дигитализацијата, во проверките, во континуираната проверка, значи постојат два вида на проверки. Не се проверките само теренски, каде што доаѓаат инспектори на лице место, туку имаме и други софистицирани методи каде што вонтеренски, значи со помош на поврзување на бази на податоци се идентификуваат овие области. Понатаму кокетирањето со промени во даночната политика со цел да се постигне определена даночна поголема даночна рамноправност ги скрира уште поголеми проблеми. Јас се уште сметам дека рамниот данок, каде што имаме ниски даноци, каде што имаме едноставна пресматка на даноците, е еден метод кој што ќе ги стимулира и оние кои што се во сивата економија да ги легализираат своите бизниси. Откако ќе ги легализираат своите бизниси и откако ќе ги зајакнеме критериумите за контрола, значи ќе биде многу поедноставно да се следат бизнисите и да се реагира на соодветен начин превентивно. Во овој случај имаме, сметам дека во тој си имаме една комплетно напуштање на концепцијата на контрола на сивата економија, се пријавува номинален пораст на даноците, меѓутоа тој номинален пораст на даноците е единствено резултат на
инфлацијата на зголемените цени. Така да реално во овој сегмент сметам дека институциите не извршуваат добро својата работа. Влагаме на уште 7 минути имаме до крај. А дали можеме да со ваков начин да привлечеме странски инвестиции или тие ќе бегаат? Тоа ќе биде еден вид бабарога за странските инвеститори кога имаме кога царува корупцијата. Од друга страна, нашите стратешки партнери не опоменуваат преку црни листи Европската унија во црните извештаи. Како треба наредната политичка структура и на што би препорачале да се сконцентрира да немаме црни извештаи ни од САД, ни од Европската унија? Професорот, па ви може. Професоре? Странците барат амбиент, барат сигурност и барат известност. А во оваа ситуација во која што се наоѓа Република Македонија, тој амбиент е силно нарушен, неизвестноста владе, политичката стабилност и во тие рамки економската стабилност не е несигурна. И ако речете дека имате корупција на од најниско до највисоко ниво во било која институција, па со самото тоа и во рамките на предпријатијата, дека тој странецот мора да бара некаква дозвола во некакви институции со молење на овој, онај и секаде да му рече треба да платиш оволку и не онолку, тој веќе нема интерес да дојде во таква една политичка ситуација во која што се наоѓа земјата. И затоа гледајте во последно време ни ги нема странците веќе. Ние порано имавме 50 година еден силен наплив на странски инвеститори затоа што направивме политичко-економски амбиент. Владата тогаш што направи политичко-економски амбиент. Меѓутоа, во последните 7-8 години или се статични странските инвеститори, или пак некои од нив полека ги собираат алатите, да речем, илустративно и си ја напуштаат земјата, или некој како една фирма, ја заговорив како и името кога вчера чупме на телевизиски некој екрани во телевизиска емисија, едноставно е избришана од регистарот, централниот регистар. А пред 5 години со фанфари беше најавувана дека веќе отвара ова, ќе отвора оните од премиер. Или пак инвестиција за некакви си автомобили во Тетово, за кои што нема ни лопата, фрлено земја и така натаму. Така да потребни се стабилности, сигурности, известности и владата да биде насочена точно таму во поттикнување на странските инвеститори, обезбедување на поле за еднаков надпревар на сите економски субјекти на тоа рамно поле. Би се сложил со констатацијата што ја даде професорот Неновски, значи една успешна стратегија на привлекување на странски инвестиции е напуштена од бројни причини. Се наоѓа низа забелешки, меѓутоа гледаме дека импактот кој што странските инвестиции беа донесени во технолошките и развојно-индустриските зони дадоа ефект. Преку една стигматизација која што беше направена врз овие инвеститори кои што доаѓаа во зоните, во последниве 7 години се соочуваме со една стагнација на влезот на вакви компании кои што кои што креираат посериозна додадена вредност. Наспроти тоа имаме компании кои што инвестираат во соларни панели, за кои што повторно сметката ја плаќаат граѓаните, за кои што бројот на ново креирани работни места начесто се движи од 1 до 10 луѓе кои што ги одржуваат тие панели. Основа за да ги привлечеме странските инвеститори представува доброто деловно окружување, а клучен фактор за добро деловно окружување представува ниската корупција. Првата тема на следната влада треба да биде владењето на правото, намалување на корупцијата и спроведување на реформи и привлекување на странски инвестиции и странски стимулирање на домашни инвестиции во кои што на корупцијата ќе се пристапи на еден начин во кој што лидерството и водството низ личен пример ќе покаже една заложба за владење на правото и заложба за креирање на позитивни економски перспективи во државата. Почитувани, веќе влеговме во крајот. Професор доктор Томе Неновски, ви благодарам многу што бевте наш соговорник и говоривме на една мощна, чувствителна и сензитивна тема, каде течат, протекуваат испраните пари од Македонија, значи ништо не измисливме и ја кажавме вистината во вистинско време. Ви благодарам уште еднаш, ве очекувам во студио, да сте ми живи, здрави, многу здравие за натаму. Поздрави се најволно. Благодарам. Господин Кир Миновски, благодарам многу што бевте мој соговорник исто така во студиото. И посакувам вам успех во работата и ви очекувам повторно во наредна емисија на едно исто така соочување со ваквите информации и факти. Драги мои, еве, реков, исполнив и дадовме вистинска оценка каде течат, протекуваат испраните пари од Македонија, значи ништо не е измислено,
милиардите се тие што ги кажат двајцата експерти. Бите ми живи и здрави, дишете им во врат на овие политиканти кои сакат во политиката да влезат или да продолжат или кои да е. Мора да бидат честни и честити пред својот народ и пред самите себе си. Се гледаме со мене во петок во вечерашниот магазин. Гостин ми е господинот Љупчо Димовски, председател на Социјалистичката партија. А вам посакам пријатна вечер. Гледајте некако реприза во 12 на полноќ и во недела во 10 наутро. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.